и просветление. Милениум на црковна и сенародна свештена убавина и величие. 10 вековна историја на светост, слободолюбие и единство. Бидете и вие дел од големиот настан. 1000-годишниот јубилеј од основањето на нашата славна и света автокефална Охридска архиепископија. 27 и 28 мај во соборниот архиепископски храм Света Софија во древниот Охрид. Авалон продукција ви представува Скопје Колин. Супер електронски настан со водечкиот тандем во светската електронска музика Аксвел и Ингросо и хитмейкерот Алан Вокер за прв пат во регионот и тоа на Скопје Колин 2018. Стадион на АРМ. Аксвел и Ингросо и Алан Вокер заедно со Морчиба, Нувел Ваг, Тексас и Дарко Рундек. Гаранција за спектакл на светско ниво на ултимативно најголемиот фестивал ова лето во Скопје. Avalon Production. Внимание! Не пропуштајте го најголемиот 3D мапинг спектакл 3 јуни. Македонска филхармонија и 3D Project Studio ви го прикажуваат проектот И коњите ги убиваат, зарем не? Неповторливо 3D доживување со звуците на легендарните хитови на Лед Цепелин, поддржано со нотите на големиот Дмитрий Шостаковиќ, несебично подпомогнато од миленикот на Кјубрик, Арам Качатуријан, заедно со актерското мајсторство на Дејан Лилич, неповторливиот музички аранжман на маестро Емин Џијан, 3D магијата на Милчо Узунов и режисерската виртуозност на Златко Славенски. Разбудете ги сите сетила и уживајте во најспектакуларното 3D мапинг шоу. Карти во продажба во Македонска филхармонија и на МК Тикетс. 3 јуни. Не пропуштајте. Гаранција за млади. Информирај се и вклучи се. Еве ги начините како. Се информираш што значи гаранција за млади на Facebook, Twitter или пак добиваш SMS пораки, мејл, а можеш и да отидеш во некој од инфосредбите во твојата општина. Контактираш со кариерните советници во твојата општина. Заедно разговарате, дискутирате за можностите, споделувате информации. Одиш во центарот за вработување од твојата општина. Таму разговарате кој вид на поддршка највеќе ти одговара. Потоа можеш да се вклучиш во некој од услугите, мерките и програмите за вработување. Ако сакаш да дознаеш повеќе околу програмата, следи ги линковите facebook.com/mladimk, mladi.mk и info@nms.org.mk. Годинава, Фолкфест Валандово ќе ја збогати и освежи музичката продукција со нови музички ноти. Како што прекрасните цветови на калинките ќе прераснат во сочни црвени плодови, така се надеваме дека некои од овогодишните новосоздадени мелодии во духот на народното творештво ќе прераснат во незаборавни фолклорни евергрини. А звуците на познатите хитови, проткаени во изминатите години, напишани од вештите раце на најзастапените и најнаградуваните автори, ќе ви ја облагородат душата и ќе ве вратат многу години наназад. Затоа, на 24 и на 25 мај, фестивалските порти на Домот на културата 25 мај во Валандово ќе бидат ширум отворени и по 34 пат ќе ви понудат возбудливи мигови. It gets in us early, gnawing, a yearning to join the greats, to inspire genius, and for all to see that you are a hero. Почитувани гледачи, добро вечер назад во студиото 5 на Македонската телевизија. Вечерва гледате ТВ Дуел меѓу
Премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Втора област – надворешна политика. Премиер и министерот за надворешни Димитров на заминување за Њујорк на средбата со неговиот грчки колега Кодзијас и медијаторот Нимиц напиша: "Пуштајте ми, ве молам, мудрост и нерви." Шефот на грчката дипломатија, кој во посета на САД, рече дека Атина не размислува за Република или Линденска Македонија. Енигма остана вашиот разговор со германската канцеларка. Што ќе откриете за импресиите на Димитров, за ставот на Кодзијас и за разговорот со Меркел? Добро, значи, како и по сите прашања и по ова прашање, кое што е отворено 25 години, во Македонија сме транспарентни. Изборуваме за прашањата, при тоа само гледаме да не го нарушиме процесот, да му дадеме шанса за успех, заради тоа што тоа, за жал, и зависи евроатлантската интеграција на Македонија. При едни вакви прашања, веројатно пораката на Никола Димитров е дека треба мудрост. Сигурно се лесно ќе ни беше ако некои претходни влади на ВМРО, на СДСМ го решиле прашањето, сега ќе зборувавме на други теми, но за жал се уште не е решено, а видовме дека тоа ја блокира Македонија. Ја блокираше за време на СДСМ, за време на ВМРО и ова година пак ја блокира тоа прашање Македонија. Македонија нема алтернатива освен интеграциите во НАТО и Европската унија. И затоа овде важно да бидеме максимално креативни и буквално да изнајдеме решение, кое што ќе го сочува нашето достоинство и ќе го потврди нашиот идентитет. При ваквите прашања, во првиот наврат, на тоа што го соопштивме, ние успеавме. Република Илинденска Македонија не само што го сочува идентитетот, туку го унапредува идентитетот. Нема проблем ништо со тоа име. Никој не слушнав сериозни аргументи зошто е проблематично тоа име, а при тоа македонски јазик е потврден. Идентитетот наш македонски е потврден. Граѓанството дури стои македонско кроз граѓани на таа земја, заради тоа што имаме и албанци, и бошњаци, и власи и сите други етнички заедници. Не е лесно ова прашање и на Македонија треба лидерство конечно да исчекори напред. По вакви прашања треба да градиме заеднички стратегии и заеднички ставови. Оти лесно е да бидете само против, треба да кажете што ако не се реши. Кој е патот на Македонија? Како тоа може да им обезбедиме добра иднина на граѓаните? И затоа сме вака посветени. Оти НАТО значи и стабилност, и сигурност, и безбедност, но значи и економија. Безбедноста за инвеститорите е охрабрување. Европската унија значи повеќе пари за граѓаните. И на крајот сето тоа е гарантирање на иднина за младите луѓе да не останат овде. Затоа сме вака посветени и ќе продолжиме посветени со конечна цел секако да осочуваме достоинството и нашиот идентитет. Благодарам. Мицкоски? Предпоставувам кога мислевте на транспарентноста, мислевте на транспарентноста во процесот, не на психофизичката состојба на Зоран Заев и Никола Димитров, бидејќи он во моментот побара мудрост и трпение, затоа што може би се наоѓа во поинаква психофизичка состојба и заради тоа е транспарентен, а не е транспарентен затоа што оддава детали за процесот, односно не оддава детали за преговорите или она што таму ќе го договори господине Заев. Видете, ние имаме екзибиционистички процес сега во овој момент. Така почна, така се тера, ќе видиме како ќе заврши. Гледаме дека не иде наравно работава. Ќе го потсетам господина Заев и на жицата од гитарата и на жицата за лиштата. Онаа македонска жица, кога изгубен по времето ќе талка по семето. Иако до ден денес не знам што сакаше да каже со тој стих господин Заев, но еве ќе го потсетам, предпоставувам во онаа контралеплика ќе ми одговори. И ќе го потсетам на интервјуто кое што го даде кон крајот на февруари месец за германски Шпигел, каде што кажа дека не треба решението да се бара во промена на уставот. Тоа е суштината. Дали сме го зачувале или не сме го зачувале достоинството, ќе зборуваме понатаму. Македонија и претходно имаше стекнато право со јазик, националност и кодови, господин Заев. Каде ви беше потврдено тоа од Грција, господине Мицковски? Каде? И ви е при тоа пречка за напредувањето и на вашата земја, тоа не е само моја земја. Апсолутно мора да се барат решенија. Жицата е заштитена. Мојата македонска жица, вашата, нашата, заедничка. Добивме потврда плюс од Грција дека сме македонци, дека зборуваме македонски јазик, дека идентитетот ни е македонски од Грција, која што го негираше целото ова. И апсолутно бараме решение. Има потреба од лидерство за разлика од вашето време, кога патриотизмот се билдаше, а тајно се преговараше. Лицитирајќи со лепеза, нимиња, ги слушнавме сите. Тука е отвореност.
Ние разговараме, денеска граѓаните ги знаат сите детали на преговарачкиот процес. Сите детали, вие ги знаете, сите ги знаат деталите. Што е со идентитетот, што е со кодовите, што е со идентизмот по овие прашања. Тие се беа отворени